По 4-годишна пауза се враќаме на Порт де Версај, каде во изложбениот простор на сајмот се случи новата едиција на Парискиот мотор шоу. Ниту бледа сенка од некогашните настани. Овогодишната едиција беше поддржана од некои од домашните марки и сега неизбежните азиски звезди во подем. Ние бевме на лице место и ќе ви пренесеме што се случуваше таму. Започнуваме со звездената Алијанса Стелантис, која настапи со само 3 од своите 14 брендови. Пежо како марка настапи многу мудро на салонот на автомобили во Париз. Место да ги истакнува новитетите кои сега ги има, во прв план ги исфрли плановите за иднината. Така лично од Карлос Таварес дознавме дека компанијата подготвува 12 електрични модела. Меѓу првите ќе биде и E408, електричната верзија на новитетот на марката на салонот. Покажан виртуелно пред некој месец, овој купе кросовер најавува повеќе од колку што се чини. Не само што е прв ваков на Peugeot, барем во современата ера, туку е и подготвен да украде многу симпатии на љубителите на марката. Скромноста во настапот за некои е доблест, а за други маана, но факт е дека 408 ќе смени некои правила во пазарната игра, не само кога француските автомобили се во прашање. Ја има таа предност што веќе може да се нарача по цена од 37.350 евра во Франција, а првите испораки ќе се случат на почетокот на идната година. Со својот фастбек профил и високо подигнат заден дел, без преседан ги крши сите правила на игра поставени не само од Peugeot. Откако го видовме во живо, без размислување ќе кажеме дека силуетата на половина пат меѓу седан и теренец дефинитивно ќе го привлече вниманието на купувачите до толку што ќе ги загрози 508, а можеби и 3008. За да ја задржи цената во разумни мерки, механичкиот избор на инженерите во добар дел е базиран на 308 и вклучува голем број компоненти од него. Но сето тоа однадвор е индивидуално спакувано во еден провокативен автомобил кој секако ќе ги предизвика емоциите. Како дел од рецептот за поголема атрактивност во настапот и привлекување на публиката која со години рапидно опаѓа, почесто место на штандот на Peugeot имаше хибридниот хиперавтомобил 9X8, наменет за Европското првенство во трки на издржливост. Малку во сенка на постариот брат, француската премиум марка на Stellantis настапи со рестилизираните DS3 и DS7. Но, освен освежувањето, тие со себе донесоа и една скриена порака. Го изгубија суфиксот crossback во својата ознака, што укажува на посилно свртување на производителот кон кросовер сегментот. Модификациите што ги претрпеа повеќе или помалку не се значајни. DS7, кој беше покажан уште во јуни, доби нов поагресивен изглед со нови дневни светла и преработен браник. Назад ревидирана е задната врата, а светлата се потенки и поврзани со тенка црна лента. Под хаубата приказната е скратена од долгото и проширено кон горното ниво. Бензинецот со 180 конски сили исчезна и е додадена плагин хибридна варијанта со двојно повеќе коњи, која користи технологијата од DS9 и Peugeot 508 PSE. Рестилизирањето на DS3 пак помина уште пострамежливо.
Ако во 2014-тата Jeep изненади со малиот Renegade, тогаш што да се каже за Avenger кој е уште помал? Ништо друго освен дека добро ќе се продава. Неговите заеднички гени со најпопуларните модели на групата ќе се погрижат за тоа. Атрактивноста сигурно ќе ја зголеми и фактот што ќе биде мултиенергетски. Покрај сега покажаната електрична верзија ќе има и класични мотори, секако хибридни. Направен е со идеја да се допадне на европските купувачи и американците нема да го видат на својот континент. Изгледот на овој најмал модел во асортиманот на Jeep е фамилиарен, но сепак е со собствен карактер. Предниот дел со корпоративната маска му е европски заоблен, а силуетата мускулеста. Внатрешноста е доста симпатично уредена со виртуелна инструментарија, широка полица за ситници и голема кутија на централниот тунел. Согласно педигрето на марката, теренскиот имидж е задржан. Каросеријата е обрабена со заштитни пластики, светлосните групи вовлечени за да бидат помалку изложени на оштетувања, а клиренсот подигнат на 200 мм. Електричните технолошки решенија се повторуваат од браќата на истата платформа. Електромоторот развива 156 коњи и ги врти само предните тркала, а батериите треба да бидат доволни за 400 километри. Продажбата треба да му започне во март 2023 година, а во Stellantis очекуваат веќе идната 2024 да стане најдобро продаван модел на Jeep во Европа. Ке се произведува во Полска, а за цените нема индиции. Во духот на марката, која го носи епитетот теренска легенда, се подготвуваат и хибридна изведба со електричен погон на задните тркала, која како концепт беше покажана на салонот. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Metropolis, broj 1 radio mreža. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето.
Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Слободно можеме да кажеме дека домаќин на салонот беше Рено. Неговиот комплетен настап потсетуваше на дедовите пред години во златното доба на ваквите манифестации. Групацијата без присуство на своите азиски членови го обели образот со своите европски марки, кои имаат силни амбиции и многу енергија во настапот. Најспектакуларен експонат беше прототипот 5 Turbo 3E, наменет за дрифтање, изведен како реинтерпретација на идниот Рено 5 представен лани во јануари. Уште тогаш на сите им стана јасно дека тоа е претходница на сериските нови електрични автомобили кои, користејќи ја славната традиција на марката, силно ќе удрат по емоциите на купувачите. Посебно возбудлива беше помислата на легендарниот Рено 4, кој покрај годините се уште има голем број поклоници. Ете и тоа се случи. Дочекавме да го видиме Рено 4 од новиот милениум, кој сега има грубо теренско руво. Концептот има ознака Forever Trophy и се протега на 4,16 метри должина и 1,95 метри широчина. Големата височина од 1,9 метри му дава лут, пустински изглед и застрашувачки пропорции. Електричното срце на концептното возило има 134 конски сили, а батериското пакување од 42 киловат-часа овозможува околу 400 километри автономија. Со амбиции да стане автомобил што сите ќе го сакаат, сериската верзија е планирана за продажба во текот на 2025 година. Францускиот производител нагласува дека ќе го смести во истиот сегмент во кој сега се надпреварува успешниот Каптур, што може да послужи како најава за неговата цена. Оние кои размислуваат во сегашно време на штандот на Рено се интересираа за новиот Аустрал, кој ние веќе го возевме на светската премиера во Мадрид. Оние пак по прагматичните вниманието им го привлекуваше новата генерација на електричниот Кангу, но сите се сложуваа дека концептот на идниот ценик го олицетворува ангажманот на марката во новата стратегија за технички напредок. Користејќи ги знаењето и креативноста на инженерите, Рено со него најавуваат конкретни решенија за поодржлив развој и декарбонизација на своите производи. Тоа го препозна и сеопфатното европско жири Auto-Best, кое му ја додели новата награда иднината е тука. Scenic Vision ја заслужи после длабогата анализа направена од членовите на жирито на неколку концепти представени минатата година. Потврдена од легендарниот дизајнер Френк Стивенсон, таа се однесува на визијата на Auto-Best за иднината на мобилноста во поглед на одржливоста и реалистичниот пристап, особините и елементите на концептите да се преточат во сериско производство. Футуристичкиот концепт на Alpine, наречен Alpen Glow, не е предвиден за производство, но прво за името. Alpen Glow се нарекува црвенкастиот сјај над планините непосредно пред изгревањето на сонцето или на нашки кажено алпински мугри. Со тоа аналогијата е јасна. Почеток на нова ера и најава за иднината на францускиот спортски бренд Alpen Glow привлекува внимание од сите агли кои на должината од преку 5 метри, широчината од над 2, но и висината помала од метар ги има многу. Се истакнува и со светлосниот подпис на обата краја на возилото, како и црвените светла напред кои символизираат влегување во кометата во атмосферата. Задните светла пак се во сина боја, што треба да го наговести водородниот погонски систем. Овој хиперавтомобил со впечатливи пропорции има едно седиште сместено на централната позиција меѓу двојните резервоари за водород во облик на капки вода.
Кокпитот, изведен во стил на кацига, е провиден исто како и некои други надворешни и внатрешни делови. Задното крило е активно, тркалата се налик на снегулка, а педалите, капакот на моторот и клучот за стартување во облик на призма. Накратко кажано, дизајнерската перфекција за чии елементи на Алпин велат дека ќе бидат опфатени во нивното идно стилско изразување. Боите и материјалите во концептот инспирирани од претходни елементи исто така се во план за користење. Технички детали за погонот на водород скоро и да нема, но тоа во овој момент не е ни битно. На салонот во Париз прв јавен настап имаше и Alpine A110R со дополнување на цената која е позиционирана на 105.000 евра. Меѓу тркачките експонати на Alpine се најде место и за електричниот A110E Ternit концепт кој марката нема намера да го произведува, туку со него да се подготви за она што доаѓа. Дачија на салонот на автомобилите во Париз имаше третман на домашна марка, а и посетителите така ја доживуваа. Оправдано, бидејќи незиниот настап покажа дека овој производител чии возила имаат имидж на ефтини, се свртува во вистинската насока за иднината. Најпрво со новиот визуелен идентитет кој им дава посериозен изглед, а потоа и со првиот хибриден погонски склоп на гамата. Спакуване во каросеријата на хит моделот Джогер, а вкупната моќност која се испраќа на тркалата достигнува 140 коњи. Комерцијалното лансирање ќе биде во првата половина на идната година по засега непозната цена. Друштвото на штандот му правеа рестилизираниот Дастер и електричниот концепт Манифесто, кој со својот импресивен дизајн ги најавува идните технички ориентации на марката. Замислен е и изведен како есенцијално возило со робусен дизајн и еколошки погон со кој се продлабочува врската со природата. Не е планирано да стигне до производство, но дел од иновациите во него ќе се најдат во сериските модели на Dacia во годините што следат. Малку неочекувано на бината во Париз се впуштија кинезите кои преку најголемиот светски производител на потполно електрични возила, Build Your Dream, најавија инвазија на стариот континент. Ним им се приклучи виетнамскиот VinFast, чии електрични спортско-корисни возила, дизајнирани од Ital Design, ја оставија јавноста без див поради изгледот и технологијата. Тука сметките ги помати францускиот Hopium со својот хиперавтомобил погонет на водород. Во Париз стана јасно дека кинезите незапирливо доаѓаат. Ги имаше повеќе марки, но задолжително мора да се спомене BYD, кој како водечка сила за електрични возила на својот домашен пазар со голема премиера ги најави европските модели. Ги има два кросовера и една лимузина за кои во иднината често ке слушаме. Најмногу за Ато 3, кој изворно е представен лани во Кина. Овој кросовер со своите компактни димензии идеално се вклопува во барањата на европските купувачи кои за 38.000 евра ќе добијат електрични 204 конски сили и автономија од 420 км. Со својата скоро двојна цена од 72.000 евра значително повисоко се стреми спортската лимузина Han, која има два електромотора со 517 коњи и погон на сите 4 тркала. Во Build Your Dream планираат идната година понудата да ја прошират и со нешто помалиот седан Seal, а не е исклучен ниту електричен компактен хетчбек.
Во својот поход на Европа, покрај се друго, кинезите ќе мора да се соочат со уште една сериозна пречка – виетнамскиот Винфаст. Оваа компанија за само 4 години успеа да стане модерен глобален автомобилски производител која предизвикува индустријата со многу постигнувања. Брзиот развој ги препозна и Ауто без жирито, кое го прогласи за звезда во подем. Оваа за прв пат доделена награда е признание за успешното излегување на Винфаст на европскиот и светскиот пазар. Стабилната стратегија со смела и целосно нова електрична гама возила има цел да го постави како водечки бренд за обслужување на клиентите кои бараат нова мобилност. Како критериуми за оваа награда се проценуваа бизнис настапот, гамата производи, пазарната подготвеност и кредибилитетот. Иновациите, фокусот кон човековата околина, инфраструктурата, обслужувањето и поддршката на клиентите исто така беа забележени од страна на жирито. Стартот на Винфаст е со 4 модели кои на купувачите ќе им пружат флексибилност во изборот. Сите се кросовери и се растегаат се до луксузниот сегмент. Ги красат италијански дизајн, мокни погонски агрегати и современ минималистички пристап во внатрешноста. Ќе бидат понудени најпрво во Германија, Франција и Холандија со можност за изнајмување на батериите. Техничките карактеристики и цените засега се познати само за поголемите модели и се движат од 46 до 83.000 евра. Посетителите на салонот во Париз ги дочека уште еден француски новитет. Со звучно име како од научно-фантастичен филм, Опиум Макина представува концепт на луксузна лимузина со електропогон с кој струјата ја добива од водород. Мускулестиот изглед ги навестува неговите 500 конски сили, кои двата електромотора ги распределуваат на сите 4 тркала. Согласно тоа, перформансите му се убедливи. Постигнува максимални 230, а до 100 км на час забрзува за 5 секунди. Во резервоарот за водород, сместен во централниот тунел, собира доволно за поминување 1000 километри. Погледот внатре открива елегантен и спортски кокпит кој нуди место за 4 лица. Нарачки веќе се примаат како плановите предвидуваат. Опиум Макина ќе стигне на пазарот во 2025 година по најавена цена од 120.000 евра. Салонската постава во Париз ја дополнија и повеќето свежо основани компании кои својата перспектива ја гледаат во идната урбана мобилност. Доаѓаат од разни земји, секој со своја визија за тоа со што ќе се возиме кога нафтените деривати ќе бидат протерани од нашето секојдневие. Освен електриката, заедничко на се покажано е што сите се мали, дотолку што за некои не ни треба возачка дозвола за автомобил. Колку од нив воопшто ќе стигнат до некаков посериозен обем на производство е голем знак на прашање. На маргините на саемот, иако првично го прифати, а во последен момент го откажа своето присуство, Мерцедес го покажа својот нов електричен модел EQE SUV. Само 3 километри оддалеченост од Порт де Версај, германците изнајмија простор од каде се обидоа да го саботираат саемот. За тоа добија остри критики, но успеа да го презентираат своето ново спортско корисно возило на струја.
После толку многу успех со својата обемна гама спортско корисни возила, сосем логично беше Мерцедес да продолжи со истото темпо меѓу електричните модели. Најновиот пети во гамата EQE SUV, како што ознаката му кажува, е пандан на истоимената лимузина и ја има истата флексибилна архитектура која се среќава и кај за број поголемиот EQS. Има меѓуоскино растојание од малку на 3 метри, а должината е задржана на 4,86 метри. Ваквите пропорции има возможија на дизајнерите типично кросоверско изразување со висока линија на хаубата, елегантна силуета и малку безличен заден дел. Маската е заменета со црн панел, а пренагласените странични отвори за воздух во браникот го прават непотребно агресивен. Новитетот ќе биде достапен во истите варијации како и лимузината, со еден или два електромотора со моќност меѓу 386 и 516 коњски сили, а за ултимативните се подготвени и две AMG верзии со моќни 638 и 921 коњска сила. Во подот се сместени батерии со капацитет од 90,6 киловат-часа, за кои Мерцедес вели дека ќе издржат до 550 километри. Ќе може да се полнат со моќност од 170 киловати, што значи дека за 32 минути ќе стигнат до 10 до 80% од капацитетот. Кабината е доста слична како и кај седанот, но се разбира далеку покомфорна. За тоа заслуга имаат и подобрите седишта на кои се седи поисправено, а задоволни со просторот ќе бидат и патниците назад. На удобноста никој нема да се пожали, посебно кај AMG изведбите кои имаат воздушно ослонување и систем за управување кој делува и на задните тркала. Мерцедес уште нема излезено со цените, но тешко е да се верува дека ќе бидат под 80.000 евра. Први на почеток на идната година ќе му се радуваат купувачите во Америка, каде ќе се произведува. Подолго време најавуван Спектре е првиот Rolls-Royce со потполно електричен погон. Неговите монументални пропорции покажаа дека струјата не е доволна само за хиперавтомобилите, туку има апликација и во хиперлуксузните остварувања. Чекањето заврши. После многу најави и фотографии од маскираните прототипи, Rolls-Royce го представи својот прв електричен автомобил. Ексклузивниот и култен производител зачекори во ново време, во кое светот повеќе нема да биде ист. За моделот наречен Спектре, знаеме дека се истакнува како доста луксузен и ветува голема доверливост и перформанси. Сето ова е проследено со богата технолошка опрема достојна за марката. Изгледот му е лесно препознатлив. Дизајнерите својата инспирација имаат најдено во високата мода, модернистичката скулптура, светот на наутиката и современата уметност. Предниот дел има поделени оптички групи и благо осветлена широка маска која сега е помазна и порамна бидејќи аеродинамиката е клучна. Така новиот Спектре има коефициент на отпор на воздух од само 0,25. Погледот од страна ја открива суштината на овој модел. Има само две врати кои се отвораат наназад. Обиколката на екстериерот ќе покаже и вертикално распоредени задни светла на масивната површина на каросеријата, чиј покрив флуидно се спушта. Во внатрешноста, како што се очекува од Rolls-Royce, брзо ќе се почувствува атмосферата на луксус. Се среќаваат и лјадници осветлени звездички, многу украси, дрво и кожа, но и дигитални технологии. Архитектурата на која е поставен Спектре е алуминиумска, подготвена само за електричен погонски систем. Платформата овозможува интеграција на батериите во структурата под подот, со што се зголемува торзионата крутост и подобрува звучната изолација на кабината. Максималните 585 коњски сили се доволни овој 3 тона
тежок автомобил да забрза до 100 км на час за 4,5 секунди, додека автономијата се очекува да изнесува 520 км. Од Rolls-Royce наведуваат дека развојот на Spectre ќе заврши во вториот квартал на 2023 година, а нарачки веќе се примаат. Цената не е прецизирана, но се наведува дека ќе биде помеѓу Калинан и Фантом. Тука се поздравуваме со вас, почитувани гледачи. Следната седмица ви подготвуваме покрај новитетите и тестови. Ние сме во фаза на патувања и снимања вон границите на нашата Македонија, а прилозите на кои работиме во странство ќе ви ги презентираме во следните изданија. Вие секојдневно можете да се информирате на нашиот сајт www.avtomagazin.com.mk. Ви посакувам се најдобро до нашата следна средба на истата фреквенција и време. До гледање.